Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Хаос владее на улиците. Безбедноста на граѓаните е сериозно нарушена. Додека Панче Тошковски се изживува врз граѓаните и поднесува кривични пријави за објави на Facebook, криминалните банди му праќаат порака дека тој не ја контролира безбедноста и не му се плашат. Министерството за внатрешни работи под водство на Панче Тошковски како никогаш досега е падната на колена. До таа мера што вчера пред полициска станица сред бел ден во Скопје се случи уште една мафијашка престрелка. Пред очите на јавноста во двор на полициска станица се случуваат крвави пресметки со загинати и повредени. Ова е тотален распад на безбедносниот апарат. Нешто сериозно не е во ред со самите институции, со системот. А цената за таа неспособност во управување со безбедносниот систем ја плаќаат граѓаните, и тоа прескапо, со своите животи. Како може да нема одговорност за никој во Министерството за внатрешни работи и во полициските структури? Дури и за најголемата трагедија во Кочани, се уште нема одговорност од актуелни полициски функционери кои на денот на пожарот биле на позиции, а не презеле ништо. Безбедноста е нарушена, криминалот и насилството се шират на секој чекор. Во МВР владае тотален хаос и нефункционалност, а никој не превзема одговорност. Уште колку луѓе треба да загинат за Панче Тошковски конечно да поднесе одговорност? Доста беше Тошковски. Време е за оставка. Време е за одговорност. Тоа е прв чекор за враќање на безбедноста на улиците во државата, за враќање на мирот и спокојот на граѓаните. Потребни се промени и итни реформи во безбедносниот систем. Нови мерки за заекнување на јавната безбедност, особено во овие чувствителни области. Граѓаните не заслужуваат да живеат во страв. Граѓаните заслужуваат мирен, безбеден и достоинствен живот. СДСМ ќе продолжи гласно да се бори за враќање на безбедноста на улиците, владење на правото и за функционални институции, што работат во интерес на граѓаните. Ви благодарам.